4% поскапа струја ќе плаќаат граѓаните од нова година, ако регулаторна ги прифати барањата на енергетските компании. Преносниот оператор Мепсо бара 30% поскапување, а зголемена цена од 5% побара и Евана Хоум. Во исто време, компанијата на Евана за дистрибуција на електрична енергија бара намалување од 2,8%. Под услов сето ова да се прифати, поскапувањето ќе биде минимално, вели првиот човек на регулатор на Марко Бислимовски. Просечната цена за снабдување на малите потрошувачи и домаќинствата би се зголемила за 3,5 до 4%. Уште од сега можам најодговорно да потврдам дека трошокот за дистрибуција на електрична енергија ќе биде намален. На тој начин ќе се помогне не само на малите потрошувачи и домаќинствата, туку и на сите компании кои што се на слободниот пазар на електрична енергија. Она што сигурно се знае е дека од 1 јануари намаленото ДДВ за струја почнува да се враќа. Откако пред години и пол поради кризата владата од 18 го намали на 5%, од нова година данокот кој ќе се пресметува во следните 6 месеци ќе биде 10%. Според Бислимовски, ова зголемување ќе влијае плюс 4,72% на крајната цена на струјата. Така вкупното поскапување ќе ги чини граѓаните близу 9%. Иако најави, регулаторна за 6 месеци го одложува воведувањето блок тарифи за малите фирми. Пресметките покажале дека и помеѓу нив постојат големи разлики во потрошувачката. Правиме дополнителни анализи и тоа најверојатно ќе стартува од 1 јули, како да ги издвоиме овие типови на потрошувачи, бидејќи нема логика некој кој што троши многу, а мора да троши многу, бидејќи има голема потрошувачка да го казниме и поради тоа примената на овие блокови кај малите потрошувачи ќе биде одложена. Иако имаат обврска да обезбедат само 55% струја за домаќинствата, а никаква да ги снабдат загубите во преносниот систем, државните електрани ЕСМ и следната година ќе покријат 100% од овие потреби. Бислимовски вели дека компанијата годинава го зголемила производството за 27%, а тој тренд ќе продолжи и до година. Ниту годинава купувала, ниту следната ЕСМ ќе купува струја за домаќинствата и малите потрошувачи, дециден е првиот човек на регулаторна, кој повтори дека надминати се надоразбирањата и кај набавките на природен газ.